Речиси 90.000 сметки на физички лица во моментов се под блокада од извршителите. Ово го покажа најновиот извештај на Народна банка, според кој дури 88.000 сметки на физички лица се блокирани. Според бројот на блокирани сметки, економски аналитичари пресметале дека засегнати се 100 до 200.000 луѓе. Во истиот момент од пензискиот фонд од ПИОМ, од пензии се одбива по 1/3 на многу голем број пензионери. Најголем дел од блокираните сметки се однесуваат на доспеани, а не платени комунални такси. Побарувања кои што се среќаваат во извршувањето, се побарувања кои што потекнуваат од неколку групи на доверители. Едната група се комунални доверители. Тоа значи сметки пред се за струја, за вода, за затоплување, за одржување на зградите. Втората група на побарувања е побарувања кон банките. Значи тоа се побарувања кои што потекнуваат од мали потрошувачки ненаменски кредити, од негативни салда на банките што ги одобруваат на граѓаните. Токму ова е нешто на кое НВО секторот најгласно реагира, зашто според нив кај нас преку извршител се наплаќаат сметки стари и по 20 години. Прво, колку е застарувањето во Македонија? Според законот за облигациони односи, општата застареност е максимум 10, 5 точно, 5, максимум 10 е напишано на едно место. Добро, што ќе наплаќаме ние? Ќе наплаќаме сметки пред 12, пред 20 години? Значи овде стои дека тие сметки треба да се платат. Такви сметки ќе наплаќаме. Инаку лани од граѓани и фирми, извршителите наплатиле речиси 170 милиони евра. Од нив 147,2 милиони евра биле наплатени од фирми, 16,5 милиони од граѓани и околу 3 милиони евра во име на државата.